од четврт тематски тест за 8 оделение, од темата геометриски тела е тоа. Ќе ги разгледаме првите прашања од тест број 1, број 2, број 3 и број 4. Првото прашање од тест број 1 гласи: кои се основните геометриски фигури во просторот? Одговорот е точките, правите и рамнините. 5 поени. Од тестот број 2, второ прашање: каква заемна положба може да има две прави во просторот? Ќе го видиме одговорот, а пред тоа ќе погледнеме цртеж изработен во GeoGebra 3D. Имам две рамнини. Права BD, права EF. Која е нивната заемна положба? Не е тешко да се каже дека нивната заемна положба е дека тие се сечат. Понатаму, можно е, имам права GH, имам права I, да видим која е таа другата буква. Да, таа ја пишува повеќе пати, меѓутоа се брише. Ќе пробаме повторно. Заемната положба на овие две прави е тие не се сечат, не се поклопуваат, немаат заедничка точка, значи тие се паралелни. Можно е и да имаме друг случај. Права KJ, која лежи во едната рамнина. Права ML, лежи во другата рамнина. Која е нивната заемна положба? Не се сечат, еве убаво се гледа дека тие не се сечат, не се ни паралелни, лежат во различни рамнини, таа заемна положба ја викаме тие се разминуваат. Значи, одговорот на второто прашање, на првото прашање од вториот тест ќе биде заемната положба е се сечат, се паралелни или се разминуваат. Трет тест, прво прашање. Дополни ја реченицата за да биде точно тврдењето. Ако две различни рамнини имаат заедничка точка, тогаш тие имаат, треба да запишеме што. Ајде да погледнем и овде имам една симулација во 3D изработена. Имав две рамнини и ги разгледав заемните положби на две прави. Тоа беше од тестот број 2, првото прашање. Сега, имам од тестот број 3 прашање кое гласи: дополни реченица за да добиеш точно тврдење. Ако две различни рамнини имаат заедничка точка, тогаш тие имаат две различни рамнини. Еве ми трета рамнина. Таа рамнина да ја разгледувам со една од овие предходно поставените две рамнини. Што ќе имаат заедничко тие? Ајде да погледнеме вака. Нека М е заедничка точка на ова рамнина, што ми е прикажана со зеленкаста боја, и рамнината што е покажана со плавкаста боја. Една заедничка точка. Нека е тоа точката М.
тогаш што тие имаат заедничко? Имаат заедничка права. Тоа е ова права овде. Или, ако ја разгледаме можноста, таа рамнина со оваа рамнина горе, заедничка точка К. Ако имаат заедничка точка К, тогаш ще имат и заедничка права. Во овој случај правата К и J. Значи, можеме да запишеме одговорот, да повлечеме ова во 3D, што ни е заедничка права. 5 поени носи и третото прашање. Четврто прашање. Односно, прашање број 1 од тестот број 4. Каков е заемниот однос на две рамнини што имаат само колинеарни точки, 3 неколинеарни точки? Под А се сечат, под Б се поклопуваат. Заемен однос на две рамнини што имаат само колинеарни точки. Колинеарни точки беа точките што лежат на една права. Тогаш тие се сечат во таа права. Ако имаат 3 неколинеарни точки беа оние кои не лежат на иста права, тогаш тие две рамнини се поклопуваат. И ова прашање носи исто така 5 поени. Ги разгледавме сите први прашања од тестовите број 1, 2, 3 и 4. Благодарам на вашето внимание.